Пределот Охридско поле е распослан на североисточниот и источниот брег на Охридското езеро. На север граничи со пределите Дебарца, Струшко поле и Струшки Дримкол. На запад преку езерото со Албанија, а на југо-исток преку планината Галичица со Преспа. Населението во селата било претежно македонско, но во околината покрај градот живееле и турци, албанци, власи и роми. Се занимавале најчесто со сточарство и земјоделство, а во втората половина на 20 век значително се развило и печалбарството. До крајот на 80-тите години од минатиот век, од големо значење било и занаетчиството. Најмногу истакнат занает било кожуварството, а според работата, Охрид со овој занает му парирал на костур, каде кожуварството било најразвиено. Машката носија во Охридско поле ја сочинуваат кошула, фустан, појас, бечви, кундале, ќурдија, чорапи, дизги, опинци и фес. Кошулата е од бело памучно платно, со широки ракави, набрани со манжетни, наречени капаци, и со јака корил. Била дискретно навезана на манжетните и јаката со бел, црн или син конец. Фустанот е видна с долниште, составен дел од зетовската кошула. Долг е до колената и кроен е во клинови. Во книгата Македонски народни носи 1 од Ѓорѓи Здравев се напишани зборови од информатор, опишувајќи ова облека. Толку широк, тако ќе се качи зетот на коњ, целиот коњ да се покрие како чадор. Појасот е волнен, ткаен во алена боја. Бечвите се од бела клашна, украсени со црни гајтани. Кундале е видна елек, изработен од бела клашна. Ќурдијата е горна безракавна облека, изработена од бела клашна, а долга е до колената. Чорапите се плетени и биле изработувани со шари на алена основа. Потоа се изработувале еднобојни и биле најчесто црни. Дизгите се ткаени тесни ленти со ширина од 2 или 3 сантиметри. На краевите биле украсени со стари пари, а служеле за подврзување на чорапите. Опинците биле домашна изработка, најчесто од говедска или свинска кожа. Фесот кој се носел на глава, по боја бил црвен. Зетовскиот фес бил украсен со мангура.